Владата одвојува нови 15 милиарди денари за општините. Наскоро се отвора вториот јавен повик за проекти на локалните самоуправи. Парите ќе се користат за изградба на училишта, спортски сали, градинки, водоводни и канализациони мрежи, инфраструктурни проекти. Премиерот Мицкоски ги задолжи ресорните министерства да ги утврдат критериумите, според кои градоначалниците ќе може да аплицираат за овие пари преку Министерството за локална самоуправа. Ова се значени средства кои се ставаат на располагање на општините за изградба на капитални проекти како што се училишта, градинки, паркови, водоводи и канализации, со кои се решаваат децениски проблеми на граѓаните. Вака директно се помага на граѓаните и општините, и ова се мерки кои што се однесуваат само за граѓаните. Само вака со работа и посветеност го исполнуваме ветеното и Македонија станува повторно ваша на народот. Историски најголемата инвестиција на централната власт во единиците на локалната самоуправа директно ќе влијае на подобар живот и повисок стандард, се согласија Мицкоски и Перински. Министерот за локална самоуправа најави олеснети услови за вториот повик во поглед на рокот за поднесување кој е до 30 април. Проектите ќе ги оценува владиното координативно тело под палката на Министерството за локална самоуправа, во кое учествуваат представници од сите ресорни министерства. Овој повик е продолжение на успешната реализација на првиот, кој веќе дава конкретни резултати. Како што покажуваат фактите и ситуацијата на терен, пред нас е градежен бум во сите општини, во сите региони на нашата земја. Право на учество имаат сите единици на локална самоуправа, кои можат да аплицираат со еден или повеќе инфраструктурни проекти од различни области, односно од областите на култура, спорт, животна средина, патна инфраструктура, социјална политика и образование. Прашан за амбицијата да биде кандидат за градоначалник на Скопје на локалните избори, Перински уверен дека може да одговори на предизвикот, бидејќи, како што рече, имал визија и план како Скопје да се трансформира во европска метропола. Сепак, последниот збор ќе го имаат председателот и извршните тела на ВМРО-ДПМН. Мицкоски најави дека имињата на кандидатите за градоначалници на локалните избори оваа есен ќе се знаат во втората половина на мај.